4200 семејства од Свети Николе четврти ден се без вода. Чешмите се суви над 80 часа, што е причина за нервоза и револт кај жителите. Тоа е недозволиво, тоа е некултурно, не е човечанство за мене. Да немаш у денешно време ти 5-6 дена вода. Тоа не личи на ништо, плаќамо секој месец, редовни сме, а ово шо е? Да нема ни раце да измиеш, ништо да не измиеш, па не и плаќам више. Немањето капка вода ниту за пиење, ниту за другите основни потреби ги тера жителите да се снаоѓаат кој како знае. Мачимо се по селата одиме за вода. Ја вчера отидов до Гурбинца на вода. Без вода не пива. Не може да изперемо, не може да измиеш. Купатило прво не треба вода. Децата не се јади две годинки, едно 17 месеца, не се јади штип там. Од таму е она. Не може да ги измиеш, а дете ако не ги измиеш, што ќе се разране. Треба да ги спереш, треба да имаш шенци, млеко да му даеш, сокче да му даеш, да го наранеш, што ќе измиеш. Многу тешко. Пошто нели она е најшто треба. Појди од вечиња да миеш, садови ручек да правиш, да ги измиеш тоа што така. Припрема за ручек и така. Причина за ова се два последователни дефекти на хидросистемот Злетовица, од каде светиниколчани се снабдуваат со вода. Поради налегнување на земјиштето и поради големите дождови кои беа во овој период, дојдено до проклизување на земјиштето и створење притисок врз цевководот. Тампонскиот слој не може да го издржи притисокот и поради тоа дојдено до деформитет на цевката. Надмината е границата на еластичност на полиестерот и е дојдено до пукање на цевководот и истек на голема количина вода, од што ја гледате дупката што е направена и е очистено за тоа. Во меѓувреме општината за жителите обезбеди цистерни со вода. Ние од пожарната тука во Свети Николе го снабдуваме градот со вода, колку што можеме. Сите возила се на терен и работиме нон-стоп. Моментално ова вода е техничка вода, а друга екипа има носе вода за пиење. Кога хидросистемот ќе им обезбеди вода на граѓаните? Екипите се на терен и работат на отстранување на дефектот. При крај санацијата на цевководот и набрзо ќе биде пуштена водата која по неколку часовно патување во вечерните часови ќе биде во филтер станицата во Свети Николе. Изјави директорот на Злетовица Тодорче Николовски. Сепак, општината подготвува и план Б. Градот се снабде со системот Мавровица, одбраната Мавровица, едно е од решенијата, друго е од местноста Дивљак, каде што има одредена количина на вода и таа количина на вода ќе биде испратена на граѓаните, се со цел да го ублажиме проблемот со недостаток на вода. Инаку, дел од граѓаните сметаат дека проблемите со водата се резултат на заостанатите долгови на општината кон Злетовица. Нешто што од локалната самоуправа го негираат. 75% е просекот на наплатата, што е и на задоволително ниво. Инаку, обврските кои што ги има општината, тоа е комуналното предпријатие, редовно се сервисираат. Значи, буквално секоја рата редовно се плаќа и тука немаме никаков проблем. Значи, не е проблемот во плаќањето, проблемот реков е дефект на цевководот Фи-600 кој што донесува од Злетовица до филтер станица во Свети Николе. Инаку Свети Николе вода од Злетовица пие 4 години и ова е втор голем дефект на истиот цевковод годинава.